Дваесетина километри од Охрид, десно од патот што води кон Свети Наум, во карпестиот предел на туристичкиот камп Градиште, на источниот брег од Охридското езеро, се наоѓа пештерна црква посветена на Света Богородица. Иако повеќегодишниот продор на влага во внатрешноста предизвикал процес на распаѓање на колоритот, сепак сочуваниот фреско живопис представува најголем сликарски ансамбл што е зачуван воопшто во една пештерна црква на брегот од Охридското езеро. Пак и пак во мир на Господа да се помолиме. На дел од натрешните површини со пополнување на поголемо количество малтер се добивале површини погодни за сликање, но на горните површини зоографите биле принудени да сликаат врз нерамна основа, тоест биле принудени да и се прилагодат на соодветната конфигурација на карпите. Живописот во олтарната апсида е уништен. Во наосот е насликана композицијата Дезис со Христос, Света Богородица и Јован Крстител, а веднаш до нив е насликан чудотворецот Свети Никола. Во истата низа светители следуваат светите војни Димитрија, Нестор, Артемија, Никита, светите Теодори, Света Мина и Прокопије. Сите споменати ликови се облечени во патрициски одежди на маченици, украсени со бисери и геометриско-растителна орнаментика. Зашто Твое моќта и Твое царството и силата и славата на Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Се наоѓаме пред пештерната црква посветена на Мајката Божја Пресвета Богородица, или позната кај луѓето како Богородица Пештенска. Ова пештерна црква во себе содржи, во својата внатрешност содржи најголемиот фреско живопис, тоест најголемиот ансамбл на фреско живопис воопшто во бреговите на Охридското езеро. Иначе истата потекнува од крајот на 14 век, значи имаме
Почитувани, ете имаме една голема сатисфакција да стоиме пред оваа импресивна пештерна црква, значи изградена пред скоро 600 години. Внатрешноста, за жал, мора да се каже, поради влажноста, поради оние атмосфери што се случуваат во оваа пештерна црква, дел од фреско живописот е уништен, но сепак мислам ете времето го сторило свое, но после конзервацијата во 964 година фреско живописот е сочуван во намера во колку што дозволило ова време траење, од 600 години. Мора да се каже дека во внатрешноста навистина импресионираат оние фрески, тоа сликарство на овие светители, каде што се насликани пред се локалните заштитници на градот Охрид, тоа е Климент Охридски, потоа неговиот собрат од мисијата од Моравија, Наум Охридски, исто така се тука насликани големите празници посветени на Богородица на Исус Христос, а исто така и светите војни или ратници, меѓу кои свети Ѓоргија, свети Димитрија, свети Артемија, свети Мина, свети Теодор Тирон, свети Теодор Стратилат, и тоа е карактеристика за ова фреско сликарство. Тие се представени не во своите воинствени ратнички одежди, туку тие се представени во патрицијски одежди, со бисери, со орнаментална свастика. За жал, во олтарниот дел уништен е фреско живописот каде што би била представена Богородица, а во сводот, бидејќи ова пештерна црква, искористен еден природен отвор, природна пештера, и уметникот Зографов што ги загробисал овие фрески, како што напомена пред околу 600 години, се прилагодувал, ги сликал светелите според конфигурацијата на теренот во внатрешноста. Значи, да не повторуваме, навистина ова пленува не само со својот фреско живопис, фреско сликарство, туку внатрешноста е исполнета, значи со најголемиот сликарски ансамбл воопшто на бреговите од Охридското езеро. Над низата светители под композициите на Лазаревото воскресение и влегувањето во Ерусалим, на јужната страна од црквата се насликани светите лекари Кузман, Дамјан и Пантелеймон, а потоа следуваат свети Климент Охридски, свети Антонije и свети Евтимije. Големите празници започнуваат со композицијата Благовести, која е фрагментарно зачувана, потоа следува Христовото раѓање, сретението и крштевањето. На јужната страна добро се зачувани композициите Лазаревото воскресение и влегувањето во Ерусалим. На западниот дел од храмот се насликани распетието Христово и мироносниците на празниот Христов гроб. На самото цокле на западната страна е представено Христовото преображение, а на северната половина од западниот зид Успението на Света Богородица. Премудрост, простум стоејќи да го слушаме Светото Евангелие. Композицијата Вознесение Христово е најмалку зачувана. Таа се наоѓа во самото теме на олтарската вдлабнатина и се распознаваат само делови од Христовата фигура, обкружена со боженствена светлина, а представите на Света Богородица и апостолите се сосема уништени. Да внимаваме. Денес, поради продирање на атмосферските влијанија во внатрешноста на црквата, е отежната посистематска анализа на сликарската постапка. Ова сликарство поседува повеќе карактеристични одлики на охридската работилница од 60-тите години на 14-тиот век. Тоа се потврдува не само во програмското сваќање на целината, иконографијата на некои композиции, туку и во изборот на насликаните светители.
Ова сликарство најголеми аналогии наоѓа со зографите од Марковиот манастир, првата група, а гледајќи ја композиционата структура на одделни ликови, сликарството е сродно, наместа истоветно, на делата на Јован Теоријан, кој работел во Охридската катедрала Света Софија. Воопштено, може да се заклучи дека Пештерната црква, посветена на Света Богородица, не е изолирана испосничка келија, туку многу значаен храм и угледно светилиште, не само на бреговите од Охридското езеро, туку и пошироко, во регионот на Деволската епархија. На околу 5 километри од Охрид, во атарот на селото Шипокно, на локалитетот Панцир, се наоѓа мала пештерна црква посветена на првиот христијански маченик, архидијаконот Стефан. За црквата е искористена една природна пештера, која од јужната страна е преградена со ѕид од кршен камен. Покрај црквата, во подоцнежниот период, се изградени иконаци. Малечката полуоблеста засведена црква во шуплината од Карпата постоела и порано, во времето на заселениот анахоретски живот во бреговите од Охридското езеро, но дури во времето на процутот на уметничката дејност во 15-тиот век добила фрескодекорација. Црквата била живописана благодарение на помошта на широкиот круг ктитори во Охрид и околните села. Тоа го дознаваме од надписот испишан со црковнословенско писмо, кој се наоѓа во нишата на гекониконот. Во него се наведува дека дарители биле граѓаните на Велики Варош, тоест Охрид, и луѓето од соседните села Шипокно, Горица и Коњско. Првобитно, овој храм не бил посветен на Свети Стефан. Тоа го дознаваме од зачуваниот многу избледен приказ на благовестие со насликаните фигури на Архангелот Гаврил и Света Богородица, представени на фасадата на влезот, во високо поставена лунета. Нема сомнение дека тие го одбележувале постариот празник на црквата. Поради недостиг на пишани извори, со сигурност не можеме да кажеме кога дошло до промена на дедикацијата. Во внатрешноста, поголемиот дел од живописот фрагментарно е сочуван. Во дното на олтарската апсида, наместо Христос Агнец е насликана Света Богородица со малиот Христос пред себе, зачувана во фрагменти. Исто така на источниот зид има сочувано живопис во малите длабнатини, кои се соодветни на проскомидијата и ѓакониконот. По обичај, во северната длабнатина е насликан патронот кому му е посветена црквата, Свети Стефан, а во олтарската, на бочните страни се насликани Свети Јован Златоуст и Свети Василие, кои го сочинуваат централниот дел од композицијата Проколнување на агнецот. На јужниот ѕид од олтарскиот простор се зачувани само долните делови на две архиерејски фигури, свртени кон исток, кои ја пополнуваат поворката на поклонувањето без прикажување на жртвата. На западниот ѕид до влезната врата, каде што обично се прикажувани Свети Константин и Елина, во сообразност дека се работи за пештерен храм, се насликани двајца голи испосници. На малата површина од северниот ѕид од наосот до самиот иконостас е насликана фигурата на маченицата Света Петка и композицијата Дезис. Во продолжение на северниот ѕид е насликан Свети Григорије Богослов од композицијата Поклонувањето.
На северната страна од олтарот е добро зачувана фигурата на Свети Атанасије Александриски. Од анализата на фреско-живописот на оваа пештерна црква, посебно на ликовите од Дејзисот и Свети Атанасије, дозволуваат во авторот на овој живопис да препознаеме еден од непознатите зоографи кој ги имитирал теоријановите ученици, а тоа го заклучуваме со ликовната анализа, посебно во стилизацијата на лицата, брадите, косите и пастуозниот намаз на инкарнатот, како и во обработката на драпериите. Оваа пештерна црква, која е оддалечена од Охрид, да кажем, околу 5 километри, е посветена на првиот христијански маченик, архиџаконот Стефан. Интересен е живописот во оваа пештерна црква, бидејќи во оваа пештерна црква е единствено откриен надпис во споредба со другите пештерни цркви, каде што нема надпис, бидејќи во тоа време монасите си го криеле своето име, како се викале, кој би титул на црквата, а тој надпис се наоѓа во нишата на проскомедијата, каде што пишува, сепак останале тие зоографи анонимни, но таму пишува дека оваа пештерна црква е направена со материјална помош на Велики Варош, тоа е граѓаните од град Охрид, на селата Коинско, Шипокно и Елшани. Значи, ова е ктитори на оваа црква. Интересно друго за овој живопис, како што гледате во ова на западна страна место да бидат насликани Константин и Елена. Константин што го признал христијанството 313 година и неговата мајка Елена, која секогаш се представува со крст и за која се мисли дека таа го нашла крстот на кој бил распнат Исус Христос. Овде на западниот зид се насликани двајца голи пустињаци. Поради сигнатурите што се уништени, ние не можеме да докажеме кои се, но сепак се пустињаци со својата појава како монаси исушени во своите лица, во своите раци, во своите тела. Значи и затоа и ова црква посветена на тие испосници. Потоа интересен е живописот во оваа црква. Дејзиот е представен од едната страна Богородица и Јован Крстител на средина Христос и до неви е представена маченицата, ете во овој случај Света Петка, најпочитуваната маченица во ова поднебје, во Христското поднебје. Општиот цртеж на фигурите, обработката на формите кои се карактеристични по своите слободни потези, сочниот нанос на боите, како и топлата костенлива гама, ова сликарство го доближува до сликарството на црквата Сите светители во село Лешани, Охридско. Би заклучиле, фреско живописот во оваа мала пештерна црквичка, посветена на Свети Стефан, настанал наскоро по Лешанскиот, односно по 1452 година, кога веќе имаме промени во начинот на работата на охридските зоографи. Оваа пештерна црква, која е посветена на антиохискиот епископ и проповедник Еразмо, кој се празнува на 2 јуни, односно 15 јуни по нов стил, се наоѓа на 5 километар од Охрид кон Струга, непосредно крај северното крајбрежје на Охридското езеро.
Црквичката е сместена во самата утроба на издигнатиот Габавски рид, на кој се откриени културни напласти и од предхристијанскиот период, како што е се уште загадочната тврдина со киклопски ѕидини од времето на македонските кралеви. Живописот во пештерната црквичка Свети Еразмо е сочуван во 3 сликарски фази, а во најстарата од нив е идентификуван од страна на Цветан Грозданов ликот на Свети Еразмо кој потекнува од 13-тиот век. Поголемиот дел од живописот во внатрешноста потекнува од 16-тиот век. Живописот во олтарната апсида е фрагментарно зачуван. Во горниот дел на полукалотата е насликана Света Богородица во допојасна представа со расширени раце, а на градите во медаљон е представен Малиот Христос. Во долниот дел од композицијата Службата на светите архиереи, само делумно е зачувана десната фигура на Свети Јован Златоуст. Во нишата на олтарската апсида, каде што е насликана Света Богородица, од незината јужна страна и приоѓаат двајца архиереи, но поради уништеноста на сигнатурите не сме во можност да ги идентификуваме. Првиот од нив е облечен во бел полиставрон кој е украсен со црно-бели крстови и бел омофор. Архиерејот е насликан во фронтална поза, под десното рамо држи затворено Евангелие, а со десната рака благословува. Вториот непознат архиереј е исто така облечен во бел полиставрион, со црвени квадрати на шах поле и истиот во левата рака држи Евангелие, а со десната благословува. На јужниот зид се насликани мириклискиот чудотворец Свети Никола и по 2 свети војни, лево и десно од прозорецот, иако уништени во горните површини, овде најверојатно се работи за Свети Ѓорги, Свети Димитрија, Свети Теодор Тирон и Свети Теодор Стратилат. Северно од западниот влез се представени царот Константин и царицата Елена. Царот е облечен во црвен дивитисион, украсен со бели бисери, жолт лорос и црвена круна. Врз северниот зид е насликана една фрагментарно зачувана фигура на Света Маченица, во која би требало да ја препознаеме Света Марина. Живописот во долната зона завршува со ликот на архангелот Михаел, кој е насликан на источната страна на северозападниот дел од црквата. На северниот зид е насликана фреско икона со представа на патронот на оваа мала пештерна црква Свети Еразмо, кој исто така потекнува од 16-тиот век. Насликан е како старец со седа долга коса на патец всреде, има долга брада и мустаки. Светителот е облечен во црвен фелон и бел омофор. Во левата рака држи затворено Евангелие, а со десната благословува. Се наоѓаме во пештерната црква посветена на првиот анхиотиски епископ и прв мисионер во Охрид Свети Еразмо. Нему му е посветена ова пештерна црква која потекнува од 13-тиот век.
Интересно е за ова пештерна црква, ова истата се наоѓа во утробата на Габавски рид, кој Габавски рид крие многу културни напласти уште од пред историјата, како што се загадочните тврдини на македонските кралеви на врвот од ова кале, потоа базиликата што се наоѓа на 200 метра посветена исто на Свети Размо и ова пештерна црква посветена исто така на Свети Размо. Пештерната црква Свети Размо е интересна од сите поводи, како за научниците, така и за сите љубители на уметноста, затоа што во ова црква се наоѓа еден лик на еден император, царски император, кој византијски император, кој се сметаше во науката дали се работи за Михајло VIII Палеолог, дали за Андроник II Палеолог или пак за Солунскиот цар Теодор Дука. Со разрешување на тој проблем ние се позанимаваме неколку години и на мислење докажаме дека овде овој насликан импресивен, феноменален портрет, тоа е портретот на епирскиот деспот, подоцна на Солунски цар Теодор Комнен Дука. Аргументи за тоа даваме не само по својот колорит што е насликан, по својата царска одежда, по својата круна, по своите инсигнии што викаме ние. Друго е што Теодор Дука во 1225-6 година кога владеел, тој исто така од Охридскиот архиепископ Димитрија Хоматијан хиротонисан за цар во Охридската црква Свети Јован Канео. Значи тој е еден од најголемите аргументи што зборува за тоа дека е насликан Теодор Дука. Втор аргумент што е од непроценливо значење, во 1999 година кога се ископаваше плаошник, се откри депо на монети од овој император, значи 30 на монети на Теодор Дука, единствено депо на монети во Македонија. И третото што е во белешките на Кузман Шапкарев наоѓаме дека Теодор Дука, кога бил крунисан од страна на, како што реков, Охридскиот архиепископ Хоматијан во Охридската црква Свети Јован Богослов Канео, имало по преданието тогаш еден вид како закон, кој ќе влезе царот во една порта и кој ќе се низ една порта и кој ќе се круниса за цар, тој зад него никој не смел друг да помине, портата се содзидувала. Ете денеска е содзидана таа челна порта, челница што зборуваме. Значи тоа се сите аргументи што зборуваат дека овде е насликан Теодор Дука. И друго, ние во сите белешки што наоѓаме од Снегаров и од Хан, од Григоровиќ, зборуваат дека Теодор Дука бил во, да речеме, присна врска, блиска врска по крунисувањето со Хоматијан, со градот Охрид, и тој поклонува на градот Охрид, на катедралната црква, на Охридската архиепископија, поклонувал икони, покрови и како заклучок би рекле дека и навистина тој заслужувал да биде насликан на оваа црква, во оваа црква. Второ, мислам, на јужниот зид, зидот е накнано дограден, иначе ова фреска се наоѓала на отворено небо за да се гледат од патот, а овде врве патот Вија Игнација. Интересно е за оваа пештерна црква што имаме насликани тука се Архангел Михаил, потоа патронот на оваа црква Свети Размо до самиот император од 13 век и уште еден негов портрет од 16 век од неговата десна наша лева страна. Од Светото Евангелие според Лука. Стилските белези на овој фреско живопис укажуваат на сликарството од доцниот среден век, со осетно опаѓање на ликовното ниво на зидното сликарство во Охридскиот крај. Близината на уште една пештерна црква посветена на Света Катерина, 100 метри западно, ни укажува дека овде се работи за поединечни испосници или пак за сосема мало калугерско братство кое живеело во малите конаци покрај пештерната црква.